Неемија глава 6, стихови 1 до 4. Кога слушнаа Санавалат, Товија и Гешем, арабјанецот, и другите наши непријатели дека јас го иззидав ѕидот и дека на него не остана ниту една пукнатина до тоа време, меѓутоа не бев поставил уште врати на портите. Тогаш Санавалат и Гешем испратија луѓе да ми кажат: дојди да се сретнеме во Кефирим во долината Оно. Тие намислиле да ми направат зло. Но јас испратив пратеници да им кажат: зафатен сум со голема работа, не можам да слезам. Работата ќе запре ако ја оставам и слезам кај вас. 4 пати тие ми испраќаа таква покана, а јас им враќав ист одговор. Неемија вели дека ѕидот конечно е завршен. Нема порти, и тоа е важен дел, ќе се стават портите во 7 глава. Во тоа време, ако имате колку и да е добар и да е голем и да е цврст ѕидот околу градот, ако немате порти, повторно нема некоја поента ѕидот, затоа што покрај другото идејата била да можеш да контролираш кој се влегува во градот. Ако не можеш да контролираш кој ти влегува во градот, повторно не можеш да контролираш штетни и негативни влијанија. Ама Неемија вели конечно ѕидот, барем ձидот, значи поголемиот дел од работата е конечно завршена. 141 година овој ѕид беше срушен. 141 година. И сега, кога Божиот благослов беше даден, во 6 глава, 15 стих, вика ѕидот беше завршен точно за 52 дена. Тоа што 141 година не се завршило, сега, со Божиот благослов беше завршено за неполни 2 месеци. Ама главата, оваа 6 глава и првиот стих започнува со едни зборови кои што барем до сега при проучувањето на оваа книга би требало да ни бидат познати, бидејќи ги имаме сретнато, а тоа е кога слушнаа Санавалат, Товија и Гешем. Кога слушнаа се 2 збора со кои што Неемија секој пат најавува нов напад. Се појавуваат во 2 глава 10 стих, се појавуваат во 2 глава 19 стих, во 4 глава 1 стих и во 4 глава 7 стих. Секој пат кога во книгата Неемија ќе ги прочитате зборовите кога слушнаа Санавалат, Товија, тие непријателите, знаете дека ова е вовет во нов напад. И тука повторно се случува тоа. Можеби ќе се сетите на некои од нападите кои што досега ги читавме, ги размислувавме. Прво, кога дознаа овие луѓе дека некој дојде да го обновува ձидот, вика им стана непријатно. Прво почна со чувство, непријатно чувство внатре. Кога јудејците рекоа ќе станеме и ќе градиме, почнаа да поставуваат прашања. Што ќе правите вие? Да не градите ձид? Да не се буните против царот? Кога видоа дека со тие прашања не ја запреа работата, следно беше подсмев. Што прават овие проклети јудејци? Зарем ќе завршат некогаш? Зарем од овие, пишуваше, зарем од овој прав ќе ги оживеат камењата и ќе изградат ձид? Кога и тие напади не успеа, после тоа во 4 глава доаѓа закана за војна. Ќе влеземе внатре во градот, нема да знаат кога ќе ги убиеме и ќе ја запреме работата. И сите овие напади до сега, сета таа опозиција не даде некој плод кој што ни го посакуваа. И кога увидел дека со директни напади не можат да направат ништо, сега одат малце покроце, малце полека. Ајде дојди да се видиме. Ајде дојди на средба. На некој начин ја менуваат тактиката. Дојди да се сретнеме во Кефирим, во долината Оно. Од Ерусалим до ова место имате околу 45 километри. И не е како денеска ќе фатиш автобус или ќе запалиш кола и ќе отидеш таму, ќе стигнеш за кратко време. Во тоа време денови требало отидеш и да се вратиш. Тоа што они му го викаат, остави ја работата, бидејќи Неемија беше одговорен, остави го Божјото дело и ајде сега ние да разговараме. И Неемија реагира така како што реагира. Им вели не. Ама иако на прв поглед не изгледа оваа понуда како нешто сериозно, како нешто опасно, ова е обид за саботажа на Божјото дело. Не беше ова, ајде да седнеме само да разговараме, туку ајде да направиме последни обиди за да го спречиме Божјото дело кое што се случува во Ерусалим. И ако ги земеме Санавалат, Товија, Гешем и нивните пријатели како слика
за тоа како сатаната нас денес не напаѓа, а би требало да ги земеме, тогаш една од работите кои ще ги учиме е дека сатаната никогаш не се откажува. Кога Господ Исус беше во пустината, беше искушуван и во една од евангелијата се вели дека сатаната го остави на некое време. Не беше како Господ Исус победи, 3 пати му кажа не, нема шанси на тие искушенија и сатаната рече, готово, тука јас не можам ништо. Не, после некој време повторно се врати. Некој пат сатаната ќе користи верници да те искушува. Петар му рече на Господ Исус, кога Господ Исус кажа дека ќе оди на крстот, го тргна на страна и му рече, немој ти такви работи. Не, ти не смееш тоа да го правиш. Петар, апостолот Петар, оној кој што подоста и проповедаше и илјадници се обраќаа преку него, сатаната се обиде преку Петар, преку добронамерен совет, да го оттргне Господ Исус од неговата главна мисија. Ако Господ Исус не отидеше на крстот на Голгота, како ние ќе бевме спасени денеска? Немаше начин. И сатаната како се обиде да го оттргне? Преку еден од најблиските. Овој пат Санавалат, Товија и Гешем се обидуваат на малку поинаков начин. Првично беше насилно и после беше ајде со разговор. Ајде со навидум добронамерен предлог. И сега ако се вратиме повторно на Господ Исус, сатаната како се обиде да го спречи? Прво се обиде во времето на Ирод да го убие. Сеќавате? Кога Ирод дозна дека има нов цар, кога свати дека мудреците го надитрија, пушти да ги убие сите деца до 2 години во областа на Витлеем. Значи прво беше на сила. Кога не успеа на сила, после беше со искушенијата во пустината и таму не успеа. После беше со апостолот Петар со неговиот предлог и таму не успеа. И додека висеше на крстот пред да умре, самите фарисеи и луѓето што беа доле му вика, ајде бе, симни се. Идејата беше да се оттргне Божиот син од Божиот вечен план за спасение. Ама не му успеа. Идејата беше во оваа ситуација Неемија да се оттргне од Божиото дело кое што беше започнато во Ерусалим. Ако се одвоеше, можеби немаше вратите да се стават. Ама поентата на книгата Неемија не е да не учи дека само треба да се обнови ѕидот, туку дека треба да се обноват срцата на луѓето. И кога ќе се заврши со ѕидот, со вратите, Неемија продолжува кон тој процес. Ама тоа што ми е интересно кај овие тројца, Санавалат, Товија и Гешем е дека се до овој момент они правеа бели. Јавно, отворено беа против обновата на ѕидот во Ерусалим. Значи беа непријатели. И сега одеднаш се обидува да се покажат како пријатели, како ајде дојди на разговор. Како на некој начин да заборавија на минатото, на сите бели што ги направија до сега, и сега, ние сме пријатели, хајде да се видиме. Се правеа, нашиот народ вели, се прават на тошо, во однос на тоа што направиле до тој момент. И некогаш во животот ќе се соочиме со вакви луѓе. Не неопходно ни се најголемите непријатели во животот, ама луѓе кои што направиле одредена белја, кажале работи што не требало да ги кажат, направиле нешто кои што не требало да ги направат, и после некој време се враќаат како ништо да не било, и одеднаш па ние сме пријатели, така. Јас знам дека кога повторно ќе спомнам Јаков, кога Јаков ќе направи некоја белја, после тоа се обидува да се однесува како се да е во ред, како ништо не се случило. И уште од мал го учиме дека кога ќе направиш белја се извинуваш. Кога ќе направиш белја ќе сносиш последици за таа белја, зошто не може ти да се правиш како се да е во ред. Не може да заборавам тоа што било пред 3 недели ако не си се извинил, ако не си побарал прошка за тоа. И ќе ни се појават некои пат такви луѓе кои што ќе направат белја и после тоа пријатели сме ние, така. Во ред, се е во ред, се е расчистено. На таквите луѓе се поставуваат граници. Не значи дека кога некој ќе направи некаква белја, ние потоа самото простување значи дека ние ќе се вратиме во истиот однос како претходно. Ние сме повикани да простиме, ама и сме повикани да поставиме граници. И Неемија во оваа ситуација им вика, нема да може така. Не може ти до вчера си бил непријател, до вчера си правил белја, од ден на сега ние ќе седнеме и кафе ќе пиеме. Одговорност мора да се сноси. Се поставуваат граници. И крајот на третиот стих на вториот стих, уствари е навистина интересен, затоа што
кога они му викаат дојди да се сретнеме во Кефирим во долината оно, Неемија тука го завршува вториот стих со вика тие намислиле да ми направат зло. И сега, Неемија знаеше дека ова е замка, дека ова не е добронамерна дипломатија. Ова е замка. Ама прашањето е како го знаеше тоа? Имаше некоја разузнавачка служба, некој му кажа, му шепна? Да, Бог му кажа. Бог му кажа дека, на некој начин му покажа, не знам како јас верувам дека Бог му покажа на Неемија, дека овој повик за средба, овој повик за ајде да ги смириме, да ја смириме малце топката, дека нема добро да заврши. И во христијанската вера, во христијанската теологија, во христијанската вера, практичниот аспект на верата, ова се нарекува духовна проникливост. Проникливост е кога ќе можеш да знаеш што е суштината на одредена ситуација, без некој да ти објаснува или ти кажува. Проникливост е да умееш да читаш меѓу редови. Да го читаш и да го сватиш тоа што не е кажано. И тука не зборувам за бајачи, за гатачи, тие се слуги на сатаната. Тука не зборувам за некои луѓе проникливоста ја мешаат со животно искуство. Колку пати сум слушнал, ќе рече некој, знаеш што, јас сум поминал низ многу работи во животот, сум поминал низ многу ситуации, сум имал работа со различен тип на луѓе, јас знам многу добро да ги проценам луѓето. Не е тоа. Кога зборуваме за проникливост, зборуваме за, би рекол, способност која што доаѓа од Бог. Со која што ти ќе можеш, некој пат кога некој нема да каже нешто, да сватиш што е суштината на таа ситуација? Што е суштината на тој предлог? Што е суштината на тој разговор? Што е суштината на таа околност? Бог, преку својата семудрост, ти дава увид во работи кои што не се кажани. Еден теолог, Джеймс Пакер, од минатиот век, мислам дека почина, живееше овој, кај минатиот век доста познат беше, вели дека духовната проникливост не ни доаѓа по природен пат, и мора да се придобие од Бог преку побожноста како начин и стил на живот. Значи не е нешто со кое што се раѓаме. Дури би рекол дека не е нешто со кое што се наново раѓаме, нели ние како христијани велиме дека се раѓаме, но доаѓаме на овој свет и после тоа кога го спознаваме Христос, ние се наново раѓаме. Не секој што е наново роден има проникливост. Ми се допаѓа дефиницијата на Джеймс Пакер кој што вели се придобива преку побожен начин на живење. Кога ќе бидеш толку блиску до Бог, кога ќе го истренираш своето срце да го слуша, да го препознава неговиот глас, јас верувам дека Бог во одредени ситуации ќе ти каже, кажи не на ова. Ама зошто го кажи не на ова? Не е ова за тебе. Да Неемија му откри дека овие луѓе намислија да му направат зло. И некој пат и нас ќе ни открие Бог во неговата семудрост, кога ќе бидеме блиску до него, кога ќе бидеме блиску преку читање на Словото, преку молитва, преку медитирање врз Словото, кога ќе бидеме блиску преку славење, дека Бог ќе ни каже за некои работи не. Иако нас можеби на првично не изгледаат, па што е проблемот во таа ситуација? Ама еве човеков ме викаат овие тројцава едно кафе да испиеме. Бог му каже, ова не е за тебе. Ти колку сакаш во својата глава има аргументи зошто е за. Кога Бог ти каже не, тоа е духовна проникливост и нема да сгрешиш ако го слушаш тоа. Ама не е дадена на сите христијани. Дадена на оние кои што се блиску до Бог. Човек може цел живот да го помине во црква и повторно да нема проникливост. Или може 2-3 месеци да биде во црква, ама ако е блиско до Бог, ако ја бара неговата волја, ако го слуша неговиот глас, ако е послуша на неговиот глас, да има таа проникливост. Така што стажот во црквата не значи ништо по однос на ова прашање. По однос на некои други прашања можеби. Ама стажот во црквата генерално гледано значи за тоа дека имаш поголема одговорност. Бидејќи си подолго време во црквата, треба да знаеш некои работи кои што другите допрва ги учат. Ама во однос на проникливоста, ја може да сум 20 години во црква, ти да си недела дена обратен, да си свртен кон Христос и да имаш повеќе проникливост од мене. Ама треба, јас верувам дека треба да ја бараме. Кога ќе имаме ситуации за кои што не сме сигурни како да постапиме, да бараме, Господе, што е твојата волја за оваа ситуација?
Што е твојата волја? Не како јас се чувствувам. Нешто моите емоции ме тера да направам или да кажам или да одговорам. Господе, што е твојата волја за оваа ситуација? Или кој се намерите на оваа личност? Сега што ми се јавува. Или што ми праќа порака. Ова беше порака во денешна ситуација да живееше Неемија и овие Санавала, Товија и Гешем, денеска ќе му пуштеа порака SMS најверојатно. Ајде да се видиме. Кога последен пат сте се молеле за одредена порака, кај што не сте сигурни што сака оваа личност, речете, Господи, што сака оваа личност од мене? Јас верувам дека Бог, ако ја бараме неговата волја, ќе ни даде начин да постапиме правилно во таа ситуација. Што и да значи правилно во тој контекст. И доаѓаме до главниот дел од проповета, до главниот дел од денешната порака, а тоа е одговорот на Неемија. 3 стих вика, но јас испратив пратеници да им кажат, зафатен сум со голема работа. Не можам да слезам, работата ќе запре ако ја оставам и слезам кај вас. Значи, овие му праќаат пратеници, викаат дојди, он им одговара со иста мерка. И јас ќе ви пратам пратеници и ќе ви кажам едноставно не. Во суштина ова е не. И тоа што ми се допаѓа кај Неемија е што знаеше дека овие луѓе, нели ги знае, Бог му преку таа проникливост Бог му покажа што се намерите на овие луѓе и им кажа не грижејки се како тие ќе ја сватат таа порака. Некој пат нас ни е тешко да им кажеме не на луѓето, си викаме, ама што ќе помислат за мене? Ки си рече, а ти таков христијанин ли си? Не. Неемија кажа не, бидејќи знаеше дека е тоа добро, дека тоа е правилниот одговор и не му беше грижа дали они сега ќе мислат дека не сум културен, дали они ќе мислат дека не сум љубезен, дали они сега ќе пуштат глас дека овој Неемија се плаши да се види со нас и така натаму. Не. Него му беше важно исполнувањето на Божјата волја. А Божјата волја, конкретно во оваа ситуација, беше да се заврши зидот. И тоа беше топ приоритет. Се останато што се попречува во исполнување на таа Божја волја беше го тргам на страна. И во оваа ситуација вели, не. Не му беше грижа да гради добра репутација, не беше загрижен со тоа луѓето да имаат добро мислење за него или да им угоди, туку да му угоди само на Бог. И затоа им вика на луѓето, не, па што сакаат нека мислат. Што сакаат нека мислат кога ќе им кажеме не. И тука доаѓаме до тој главен аспект на денешната проповед, умешноста или вештината да се каже не. Да се каже не на некои луѓе, да се каже не на некои понуди, да се каже не на некои идеи, на нешто што ни се нуди, а не е добро за нас. Ако Неемија беше наивен, добро што не е наивен, ама ако беше наивен, може би ќе си помислеше, и некој пат ние го правиме ова. И сум видел луѓе кои што го прават ова. Може би ќе си помислеше, знаеш што? Ова е конечно, не знам, чекор на добра волја од нивна страна. Ајде отидам да се видам јас со нив. Што штета може да произлезе ако се видам со овие луѓе? Ќе седнеме, ќе разговараме. Знаеш што, па може би ако им објаснам зошто го градам зидот, каква е ситуацијата, па може би не само што нема да бидат непријатели, туку може би ќе го поддржат проектот. Знаете колку луѓе отпаднале од верата? Млади и возрастни, или сериозно си го згорчиле својот живот затоа што толку наивно тргнале во некои односи? Ја познавам млади луѓе кои што Светото писмо е јасно. Мудроста на Светото писмо вели вака: кога ќе влезеш во некоја интимна врска со личност од противниот пол, осигурај се дека таа личност ги има истите вредности и верува во истиот Господ како тебе. Ако ги нема тие вредности, ако не верува во истиот Господ како тебе, бегај подалеку колку сака некај убава, паметен, интелигентен и така натаму. Бегај подалеку. Крај, готово. Колку млади познавам кои што не го послушале тоа. Тоа не е директно запишано во Светото писмо, ама мудрост и во Стариот и во Новиот Завет не се мешај со некој кој што не го обожава истиот Господ како ти. Нема што да правите заедно вие двајца. Тоа е тоа. Крај. Колку млади луѓе познавам кои што не биле послушни на таа заповед.
ама он има разбирање за мене. Или он има разбирање. Ама многу е фин, ама кога ќе види црква се крсти, многу е побожен. Не. Или имате исти верување, сте на исто ниво, или бегаш од тој однос. И луѓе кои што не го направиле тоа, луѓе кои што не знаеле да кажат не, сериозно се го имаат згорчено својот живот. Некои од нив со солзи излегувале од тие врски, некои од нив ја губат ревноста, ја губат радоста во Господа. Зошто? Бидејќи ги влечат на друга страна. На некој начин може би покажале одредена наивност, ама не ми ја вика не. Едноставно ние нема што да правиме заедно. Колку да изгледа тоа добронамерно и фина таа понуда да седнеме да разговараме, немаме ние ништо заедничко. И ние си мислиме дека ако кажеме такво нешто, кој знае што ќе мислат за мене како христијанин, ма што сакаат нека мислат. Душата е поважна од се. Душата која што Господ ја дал е поважна, не ја да ја запазиш. Верата која што Бог ти ја дал, таа е поважна од се останато. Зошто? Бидејќи таа ти нуди спасение, таа ќе те одведе во вечноста. Не треба да се плашиме, да кажеме не. Воопшто не треба да ни биде глупаво или непријатно да кажам не, извини. Ама да се видиме. Нема што да правиме овето. Тоа им го кажува Неемија во преку овие стихови. Нема ја и вие што да правиме овет. Нема што да седиме. Јас имам важна работа. И ова е важно кажување не. Не секој пат подразбира нема ние што да правиме овет. Некој пат неки им кажеме на нашите пријатели со нивните идеи. Например, имаш пријатели кои што секој пат во недела наутро имаат некоја идеја што треба да правите заедно. Недела наутро ми е време за црква. Ми е време кое што го посветувам на Божиот народ. Пред богослужба, после богослужба, може да идеме да се дружиме колку сакаш и каде сакаш. Ама недела не можам да се видам со тебе во 11 сат или во 11:30. Тоа ми е време за црква. Кажувам не. Што ќе мислат? Како ќе мислат? Ја може да им кажам, да им објаснам. Ќе се видиме друг пат. Ама во однос на оваа ситуација, во однос на тоа време, кажувам не. И знаете, кога кажуваме не како христијани за работи кои што имаат за цел или идеи кои што имаат за цел свесно или несвесно да не одвојат од Божјата волја, тоа треба да го правиме без извинување. Тука не им вели, абе извинете, ама знаете како е, многу работи имам, не може да оставам. Не. Не можам да дојдам, бидејќи Господ ми дал работа која што имам да ја завршам. Не значи тоа да бидеме асоцијални кога станува збор за пријателите. Значи можам да се видам во било кое друго време во текот на неделата. Ама во Евреите 10 глава 25 стих авторот вели немојте да ги напуштате заедничките собири на црквата. И тоа ми е приоритет во недела сабајле. Ако некој не му одговара тоа, жал ми е, ама во недела сабајле тоа е мојот приоритет. Ако сакаш да се видиме, ќе се видиме после, пред, ама тоа време не. И некој пат мислам кога ќе се најдеме во оваа ситуација, ние во суштина во ваква ситуација или слични ситуации, ние во суштина треба да избереме кому ќе му угодиме, дали на Бог или на луѓето. Бидејќи и луѓето имаат одредени очекувања од нас, и Бог има одредени барања и очекувања од нас. И многу често тие очекувања ќе се судрат. Во оваа ситуација, Божјата волја беше Неемија да го гради зидот, да помогне во обновата на градот, а волјата на тие неговите непријатели беше, абе остави го тоа. И Неемија одлучи дека ќе ја следи Божјата волја. Вели не можам да слезам. Инаку во Стариот Завет слегувањето, она физичко слегување некој пат е слика и на духовен пат. Кога ќе читате дека Авраам слезе во Египет, да си ја бара сигурноста во Египет, тоа он физички буквално отиде и географска локација Египет, а исто така е слика дека духовно отиде надоле. И затоа Неемија вели не можам да слезам, не можам буквално да се стигнам од скалата, ама не можам да си го оставам, да слезам духовно да паднам, само за вас да ви угодам. Си имам јас работа, си имам јас повик и тоа е тоа. И оно што е интересно кај Неемија, он не вели не можам да слезам, не можам да дојдам или не ми се оди, ме мрзи сега, туку им дава јасна причина.
Не можам, зошто? Затоа што имам голема работа, затоа што имам важна работа. Со други зборови, не можам, затоа што имам нешто поважно од тоа да седнам со вас сега да разговарам. А тоа поважно е Божиот повик. Со други зборови, нашето не, кога ќе дојде време да го кажеме на некој човек, на некој луѓе, на некој предлог, на некој идеја, кога ќе кажеш не, добро е да имаш цврста основа за тоа не. Не да кажувам не затоа што сега ме мрзи или не можам да го направам тоа или не ми се прави тоа. Не со цврста основа. Не можам да влезам во овој меѓусебен однос затоа што е спротивен на Божјата волја за мојот живот. Не можам на работа да го потпишам тој документ затоа што треба да лажам дека нешто е така како што не е така. Не можам да се видам со тебе во недела во 10:30 или во 11, зошто? Затоа што тоа е време за Бог и за црквата. Причина. Не само не. Сетете се на Јосиф. Јосиф во Стариот Завет, интересен лик, кој што некако заглави, неговите браќа го продадоа, па заглави во Египет. Додека беше во Египет кај неговиот газда Потифар, жената на Потифар му го фрли окото на Јосиф, млад згоден дечко, и се обидуваше на најначини како да му се понуди себе си. И дојде во тој момент кога она му се понуди себе си, и он и рече: ај друг ден, не можам сега. Не ми е денот и така натаму. Туку вика не и дава причина, вика како може ова на Господа му го направам? Како може јас да легнам со тебе и да направам таков греф пред Господа? Значи, тоа неговото не имаше основа. Кога ќе кажеме не, треба да има основа. Не зошто бидејќи се коси со Божјата волја, со Божјиот план, со Божјиот повик за мојот живот. Господ Исус во пустината. Кога сатаната му рече: еве ти ги сите царства, само поклони се, Господ Исус го одби со причина дека треба само на Господа му се поклонуваме. И јас сваќам дека кажување не е секогаш лесно. Има ситуации, има некои покомплицирани ситуации во животот кога кажување не ни е на некои луѓе, на некои идеи, на некои предлози ни е тешко. Ама знаете, во Посланието до евреите, глава 4, стих 15, авторот на тоа послание вели дека Господ Исус Христос е нашиот Господ и нашиот Спасител, кој што има минато низ сите искушенија низ кои што ние сме минале, и он заклучува, ама не направи греф. И во следниот стих, во стих 16, гледате што вели авторот на евреите. Вика и така слободно да пристапуваме кон престолот на благодата, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Во слободен превод еве што велат овие два стихови. Господ Исус Христос, додека беше тука на земјата, мина низ сите искушенија кои што се својствени за нас луѓето. И на сите тие искушенија им кажа не. И во следниот стих вели: затоа кога ќе ви треба помош во животот, кога ќе се најдете во ситуација каде што сте во тесно и не знаете како да реагирате, се чувствувате слаби, дојдете кај Него. Барајте помош од Него. Барајте помош од оној кој што кажал не на сите искушенија, и ветувањето на Светото Писмо е ќе ви биде дадена таа помош. Затоа ако во моментот во животот имаш нешто на кое што длабоко во себе знаеш дека треба да кажеш не, ама сепак не е лесно, дојди ке Бог. Побарај помош од Господ Исус. Оној кој што го мина веќе патот, оној кој што знае како да се каже не на се што е лошо, и побарај помош и тој ќе ти ја даде таа помош. Сега, иако не е запишано ова во самиот текст, ама има ситуации, и тоа е друга тема, има ситуации во животот кога релативно е лесно да кажеш не на тоа што е погрешно. Иако не секогаш, ама релативно лесно е. Ама некој пат има ситуации во животот кога треба да кажеш не и на нешто што е добро, ама нема и времето. Пример сега. Ако имам јас работа
и можам со таа работа да заработам малку повеќе ако останам вечер до 12 часот да работам, а сум капнат уморен, ја треба да бидам помеѓу сон и работа. Работата е добра? Добра е. Ама треба да кажам не на работата, разјавам малце да поспијам. Кажуваш не на добро нешто. Значи, не е само не на лошите нешта. Треба мудрост и проникливост да се каже не и на добрите нешта. Дружењето со другите христијани е добро, така? Или со луѓето е добро. Ама ако ја цело време сум надвор со луѓе и никако немам време дома малце да се смирам, да бидам сам со себе, треба да кажам извинјавам и треба малце време сам со себе. Кажувам не на работа која што е добра. Помагањето на оние кои што се во потреба е добра работа. Така? Библијата не повикува да помагаме, да бидеме дарежливи на оние кои што имаат потреба да им се најдеме. Ама ако имам личност која што цело време е во потреба и никако не сака да си го среди животот и само очекува другите да ја финансираат и да ја помагаат, треба да кажам не. Љубов е да кажеш не на нешто што е добро, ама не е моментално за таа личност. Има некои работи кои што се добри, ама треба да кажеме не, зошто? Заради доброто свое и заради доброто на другите. Така што не на лоши работи дефинитивно, ама не и на некои работи кои што се добри, ама не им е сега времето. И повторно, за тоа треба да бидеме мудри, да бидеме проникливи, да бидеме блиску до Бог и тој ќе ни открие. Тозер има напишано во контекст на кажување не. Да бидеш во добар однос со Бог, често пати значи да не си во добар однос со луѓето. Да бидеш во добар однос со Бог, често пати значи да не бидеш во добар однос со луѓето. Ова не значи дека верникот треба да им прави некаква штета или проблеми на другите. Идејата во светло на нашата проповед е дека ако му кажеш да на Бог, некој пат ќе треба да кажеш не на луѓето и ти ќе бидеш во добар однос со Бог. Ама луѓето ќе се лутат. Луѓето можеби нема да сватат и нека се лутат. Нека не сватат. Кому ќе му угодиме? Тоа е во суштина тоа е прашањето. Кому сакаме ние да угодиме? И важно е да научиме, и јас додека ја спремав оваа проповед, сваќам дека и мене ми треба да научам да кажувам не на некои работи и на добри работи. Лоши се разбира, но и на добри работи се подразбира. И си викам, Господе, дај ни како заедница, како поединци кои што сме дел од таа заедница, како семејства, нашите семејства некои имаат кои се дел од оваа заедница, научи не да знаеме да кажеме не. Научи не да бидеме, првично, Господе, да бидеме толку блиско до Тебе, што ќе ни дадеш проникливост, да знаеме што е суштината на одредени предлози, идеи, ситуации и така натаму. И кога ќе увидиме дека нешто не е добро за нас, Господи, научи не да кажеме не. Не е еден од најважните зборови во твојот живот, како христијанин, како христијанка. Ако правилно и соодветно се употребува. Ама правилното и соодветно користење на зборот не ќе ни помогне да останеме во Божјата волја. И за да останеме во Божјата волја, некој пат ќе треба да кажеме не на некои луѓе. Некој пат ќе треба да кажеме не на некои идеи. Некој пат ќе треба да кажеме не на некои заеми. Некој пат ќе треба да кажеме не на некои дружења. Некој пат ќе треба да кажеме не на некои очекувања. Некогаш ќе треба да кажеме не на некои пораки, на некоја комуникација. Не. Зошто? Бидејќи ово има потенцијал да ме оттргне од Бог. И без извинување, ако треба да бидам меѓу тебе и меѓу Бог, без извинување. Одговорот е очигледен. Неемија им кажа не на овие тројца, затоа што сакаше да го запази тоа што му е доверено, а во таа ситуација му беше доверена обновата на ѕидот околу Ерусалим. Затоа ако ќе бидеме во ситуација да кажеме не на некој или на нешто, тоа не треба да го гледаме како да не сум јас нељубезен, да сум малце некултурен. Не. Туку јас го запазувам тоа што Бог ми го дал и ми го доверил. И за да го запазам тоа што Бог ми го дал и ми го доверил, ќе кажам не. За да го запазам мирот
да си го запазам интегритетот, да си ја запазам душата, си го запазам бракот, семејството, повикот, благосостојбата, што и да е. Без извини, ама без извинување, не. Божиот повик, Божјата волја за мојот живот е поважна од се. Поважна од буквално се.